Антикорупцијска веќе работи на предмет оформен за председателот на Управен суд Бурим Сејдини, за кој судскиот совет расправаше на затворена седница. Во преставката до судски совет, до која дојде Алфа, стои дека председателот Сејдини рачно распоредувал и местил предмети со цел да застарат поврзани со царини и даноци, со што е нанесена штета на државниот буџет од милиарда денари. Директорот на финансиска полиција Горан Иванов во телефонски разговор, без конкретен одговор дали истражуваат за застарените предмети во Управен и евентуалната штета од 1 милиарда денари од државниот буџет, вели дека за предистражна постапка не даваат информации ниту за правно, ниту за физичко лице, но во официјален допис информира дека ги следат медиумските написи. Управата за финансиска полиција внимателно ги следи информациите кои се објавуваат во медиумите секојдневно, па така и за конкретниот случај кој е од ваш интерес. Ги земаме во предвид сите индици кои се објавени во медиумите и внимателно ги следиме состојбите, а по анализа на добиените информации и сознанија ќе постапиме согласно позитивните законски прописи. Судскиот совет на последната седница откако ги избрка новинарските екипи одлучи во септември да расправа за евентуалната злоупотреба на АКМИ системот од страна на Сејдини. Официјално оттаму велат немале кворум и чекале да се екипираат, а наши извори од внатре брифираат дека токму членот на советот Селим Адеми, кој вчера беше најнервозен поради прашањата на Алфа, побарал одложување. Затоа ве молам, ако судски совет досега сака да биде потранспарентен, али некој го злоупотребува тоа, и ве молам, седниците тука, и кога расправаме, ние расправаме за судски совет. Не расправаме за медиуми, затоа медиумите има право да следат, било кој да следи. Ваквите прашања упади не се дозволува и никога дозволена од 10 години во овој судски совет. Уште пред 2 години медиумите пишуваа за неверојатна бројка од 5000 застарени предмети во Управниот суд, за кои судскиот совет никогаш не покрена постапка, но затоа пак членовите на советот истата година го реизбраа за председател. Според анкетниот лист Бурим Сејдини има родна куќа во селото Зајас, од кај што родом е лидерот на ДУИ Али Ахмети. Медиумите се погласни за судии и обвинители од Зајас. Судскиот совет во тајна постапка ќе одлучува за евентуалните злоупотреби на председателот на Управен суд дури во септември, откако ќе се екипираат, иако беа доволно екипирани за да состават кандидатска листа за нови членови. Инаку Сејдини е актуелен председател и располага со печатот, а стравувањата на познавачите на судските практики се дека може во меѓувреме да ги уништи сите докази.